Поседување лична карта е законска обврска на секој полнолетен граѓанин. Возачка дозвола мора да има секој што сака да управува возило. Пасошот е неопходен ако сакате да патувате надвор од границите, во земји во кои не може да се патува само со лична карта. Што мислат граѓаните за цената на овие документи? Зошто толку скапа, не разбирам. Сега разбирам дека работаат инспектори таму, едно друго проверува документи и така натаму, меѓутоа мислам дека малце е поскапо него што би требало. Упола би било во ред, ја мислам. Според нашите стандарди, стварно е све скапо, не само пасош. Колку му доаѓа на една фамилија со две деца, колку треба да се одвои од буџетот за да се извадат лични документи според вас? Многу. Так. Една плата не стига. Граѓаните уште повеќе го чувствуваат ударот по личниот буџет од март 2023 година, кога поскапеа личните документи. Дотогаш пасош за граѓани над 27 години чинеше 1500 денари во редовна и 4500 денари во брза постапка. Поскапе на 2000 денари во редовна и 6100 денари во брза постапка. Личните карти поскапеа од 190 на 310 денари. Возачките дозволи од 280 на 410 денари, во брза постапка од 840 на 1230 денари. Двата главни елемента во цената на еден личен документ се трошоците за обработка од домашната администрација и цената што државата ја плаќа за образците. Образците пак се купуваат од германската фирма Giesecke & Devrient, согласно договор склучен пред 21 година, во 2005. Од невладиниот центар за граѓански комуникации се зафатиле со задачата да пресметаат колку пари МВР собира од граѓаните за лични документи, а колку од тие пари одат кон добавувачот што ги изготвува. Во 2021 година граѓаните платиле 9,9 милиони евра за нови лични документи, додека расходот на МВР кон Giesecke & Devrient е околу 5,1 милиони евра. Следната 2022 година сумата прибрана од граѓаните расте на 13,3 милиони евра, а МВР платиле околу 6,6 милиони евра кон германската компанија. Во 2023 година даночните обврзници одвоиле речиси 15,8 милиони евра, наспроти трошокот на МВР за образци кој изнесувал околу 5 милиони евра. Во 2024 година, кога беше последниот рок за замена на документите по промената на името на државата, граѓаните платиле рекордни 27,2 милиони евра, додека пак трошокот за образци бил 9,2 милиони евра. Минатата година за пасоши, лични карти и возачки дозволи, граѓаните платиле 7,3 милиони евра, а МВР кон Giesecke & Devrient исплатило 3,8 милиони евра. Она што Министерството за внатрешни работи ни го соопшти е за финансиските последици од целиот овој процес, а тоа е во смисла дека за период од 5 години на германската фирма и на незината фирма Керка во однос на техничкото одржување вкупно и се платени 29 милиони евра. Значи зборуваме за период 2021-2025 година, а дека во истиот временски период од граѓаните се наплатени 73 милиони евра, значи 44 милиони евра повеќе. Но од невладината организација не можеле да одат подлабоко во раслојувањето на трошоците. Причината е што договорот подпишан со Giesecke & Devrient во 2005 година, инаку првично на 11 години, МВР се уште го третира како тајна. Па тајна и кога и под кои услови е продолжен првичниот договор. Тајна е вкупниот број образци што се набавени. Министерството за внатрешни работи ни информираше дека сите три овие прашања се класифицирани со доверливо во однос на Министерството за внатрешни работи и смета и направиле вела тест на штетност, согласно кој сметаа дека ќе му се нанесе штета на работењето на Министерството за внатрешни работи ако се изнесат овие податоци. Така што остана и до ден денеска ние како граѓани нели да не знаеме врз основа на кој договор се врши оваа набавка, кој е законот што е применет. Ние имаме закон за јавни набавки кој предвидува секоја набавка на 1000 евра да се спроведува во транспарентна и отворена постапка. Понатаму имаме закон за набавки од областа на одбраната и безбедноста. Значи можеби дали се прашуваме Министерството применило некои од тие одредби, но и дури и да ги примениле тие одредби ќе имавме некакви информации кои ќе можевме да ги пронајдеме на електронскиот систем за јавни набавки. За дилемите што ги отвора Центарот за граѓански комуникации прашавме во Министерството за внатрешни работи. На што точно се должи разликата помеѓу сумите кои се исплаќаат на германската фирма и сумата која се наплаќа од граѓаните? Зошто е таен договорот, имајќи предвид дека е склучен уште во 2005 година?
Дали и кога е склучен анекс на договорот? Од МВР ни стигна сумарен одговор. Еве го интегрално. Постапката за набавка на образци се спроведува согласно одредбите од Законот за јавни набавки, во која се утврдуваат цените за набавка на образци, додека цените кои граѓаните ги плаќаат за образци се утврдени согласно решение и одлука на влада. Воедно ви известуваме дека не се работи за таен договор, туку за повеќе постапки кои содржат различни класифицирани сегменти. И додека останува нејасно до кога земјава има договор со Гисеке и Девриент, Министерството за внатрешни работи лани почна постапка за измена на начинот на издавање на лични документи. Во тендерот за физибилити студија од април 2025 година, во техничката спецификација, МВР заклучува дека Кон крајот на 2023 и во 2024 година настана криза заради успорена испорака на образци за лични документи, поднесени голем број на барања од граѓани и неможност соодветно да се одговори на тие барања, како и лоша организацијска поставеност во Министерството. Исто така, со промена на местото на изработка на образците, беше приметлив значителен пат на квалитетот на доставените образци. Од тие причини, аргументираат службите на МВР во документот, се наметнала потреба од воспоставување целосно нов систем, што ќе вклучи и реорганизација на процесот на набавка и издавање на лични документи. За таа цел како почетна позиција се идентификува самиот производствен процес на лични документи, за кој сметаме дека треба да се врши на територијата на Република Северна Македонија. Што се однесува до останатите процеси на собирање на податоци, одобрување и персонализација, сметаме дека Министерството за внатрешни работи треба да има целосна собственост на сите елементи вклучени во поддршката на споменатите процеси. Софтверот, изворниот код, обележјата на личните документи, заштитни елементи и слично. Тендерот за изработка на физибилити студијата го доби фирмата Target Комуникации. Студијата е готова и предадена на МВР. Кога прашавме во ноември 2025 година што точно покажала таа, како и дали документите ќе поскапат дополнително за граѓаните, оттаму ни одговорија. Изготвена е физибилити студија која ќе овозможи долгорочно и одржливо решение согласно националното законодавство, регулативите на ЕУ и ИЦО стандардите. Ќе овозможи и целиот процес од производство до издавање на лични документи да се врши на територијата на Република Северна Македонија. Студијата содржи класифицирани информации. Истата е означена со степен на класификација доверливо и согласно наведеното не можеме да ви доставиме одговори на наведените прашања. Речиси истите прашања ги поставивме и сега. Ова е последниот одговор. Постапувањето по физибилити студијата е се уште во тек, пошто јавноста ќе биде соодветно известена.